Добро утро, почитувани гледачи. Ние, водејќи се според народната кој рано рани две среќи граби, се наоѓаме на една од 9 економски зони во општина Илинден. Многу често се среќаваме со едни вредни луѓе, поточно со првиот човек на општина Илинден, градоначалникот Жика Стојановски. Добро утро, се надевам дека ќе зграбиме две среќи оваа работна недела. Јас сум убеден во народната поговорка кој рано рани две среќи граби. Еве, се наоѓаме на локалната економска зона Илинден, стопански комплекс Илинден, кој што се простира на 80 хектари површина, располага со 40 градежни парцели, од кои веќе 36 се со познат инвеститор. Не без причина се наоѓаме токму овде, затоа што пред неколку дена беше удрен камен темелникот на откупно-дистрибутивниот центар за земјоделски производи Атајмач. Значи, уште една нова инвестиција. Да, Атајмач е странска директна инвестиција која што инвестира во областа на земјоделието, откупно-дистрибутивен центар за земјоделски производи. Ке гради објект кој што се на парцела од 87.000 метри квадратни. Објектот ќе биде цел за откупување и дистрибуција на земјоделски производи и значително ќе придонесе во сферата на земјоделието. Меѓутоа, огледано од локален агол, ќе придонесе во делот на одржлив локален економски развој, затоа што странските директни инвестиции очекуваме да донесат нови технологии, да пренесат практични искуства, практики, знаење да пренесат, кое што го користат во надвор, понатаму ќе креираат нови слободни работни места, а со тоа ќе се намали невработеноста, односно ќе се зголеми бројот на вработените. Еве, кога сме веќе кај оваа тема, каква е состојбата со невработеноста, всушност со вработеноста во општина Илинден? Општина Илинден од 2008 година до денес забележува драстичен и континуиран пад на невработеноста. Во 2008 година се измерени 38% на невработеност, додека сега, на крајот на минатата година, беа измерени 10%. Значи, во континуитет предходните години се намалуваше невработеноста во општина Илинден, пред се на благодарение на инвестициите, и домашните и странските инвестиции. Затоа што во изминатиот период од 2008 година се влезени 176 инвестиции, од кои 31 се странска директна инвестиција. Колку од жителите на општина Илинден се со своите работни места поврзани токму со овие економски зони? Значителен број од жителите се вработени во локалните зони, во локалните фирми, а исто така и во економската зона во Бунарџик. Секако дека близината на работното место ги прави примамливи за да се вработат токму во местото на живење, и затоа и невработеноста се намалува. И дополнително, кога се вработуваат во компании кои што се соседиште во општина Илинден, вработените, односно граѓаните, го дават и својот максимум во тој дел, затоа што сепак го планираат и работниот стаж, до крајот на работниот стаж да дадат целосен придонес и ефект во работењето во компанијата која што е тука. Инаку, доколку се наоѓа надвор од општината, секако дека секојаш ќе тежне човек да дојде поблизу до работното место. И не само нашите граѓани, во општина Илинден работат и значаен број на граѓани, жители на соседните општини и на соседните градови. Меѓутоа, локалните економски зони, инвестицијата во зоните дава силен придонес за одржлив развој локален, меѓутоа и за регионот. Кажавте дека е многу битно тоа што
Работното место најчесто на жителите на општина Илинден им е до местото на живење. Сега да го поврземе неодамнешниот саем на градежништво токму со проектот Купи куќа, купи стан и сето ова до кое што денес се наоѓаме на локална економска зона, нови работни места, а со тоа и можеби и нови жители во општина Илинден. Бројот на жители во општина Илинден се зголемува континуирано. Според последниот попис 2002 година 16.000 жители, сега веќе во општина Илинден има помеѓу 19 и 20.000 жители. Токму на приливот на граѓани од соседните општини, од градот Скопје, меѓутоа и од останатите градови од цела Република Македонија. За да дојдат и да живеат во општина Илинден, пред се работните места кои што се отвораат и кои што ги пополнуваат граѓаните, потребата за близина до работното место и од тие аспекти се зголемува бројот на жители на општина Илинден и дополнително и позитивниот прираст. И за крај на разговорот ќе се вратиме 1-2 месеци наназад, кога бевме тука ваши гости, се најавуваат нови врнежи, ги чистевте каналите, дали се барем оние, да кажеме, точки каде што може да има можни поплавувања исчистени, дали е се во ред? Континуираното работење на општина Илинден, јавното комунално предпријатие, како и водостопанското предпријатие Скопско поле, придонесе овој период да нема последици од обилните дождови кои што падна изминативе денови. Нашите луѓе се на терен и генерално каналите во овој изминат период, бидејќи сите се исчистени, главните канали како и секундарните се целосно во функција. Делови кои што беа најниски, кои што континуирано имавме проблеми со дополнителен ангажман и поставување на пумпи кои што ја префрлаат водата во каналите, сега веќе имаме значително подобрување на состојбата. Меѓутоа, треба уште да се работи, за да сепак се отстранат и најминималните жаришта или најминималните ризици кои што секогаш постојат. Меѓутоа, за тоа целиот систем мора да функционира Скопско поле, бидејќи тоа е систем кој што ги зафаќа општините Газибаба, Рачиново, Илинден, Петровец до Зелениково, и доколку системот целосно не функционира, тогаш повторно има ризик за несакани последици. Многу ви благодарам. Рековте треба да се работи. Почитувани гледачи, како што можете и да забележите и да слушнете, се работи овде во раните утрински часови на една од 9 економски зони во општина Илинден. Почна да дува некој ладен ветар, можеби се спрема и дожд. Ние ќе се одјавиме уште еднаш благодарност до градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски. Ми беше задоволство.